тешка сум за промени, само тоа е тоа. Тоа не значи дека ја не се радувам за тоа што доаѓа, тоа не значи дека не сум свесна дека пак ќе сме заедно само. Неверојатно сум хајпнат, пошто ми предстои, ако не и најголемиот проект што ќе го правам лейтли, и многу е фани за тоа што овој проект не е за ништо за јавност, тука е стварно само лично за мене и за никој друг. Уствари вели заради тоа сум многу хајпнат, као моите проекти си се мои проекти. Тоа е тоа што треба највише ме радува, тоа е Кике, секогаш, секаде. Она е секогаш мој проект, секогаш сум хајпнат за неа, уствари. Епа тоа е, толку е видеото, Кике е мојот најголем проект. Чао. Ке реновираме по дома. Тоа е толку basic ствар што можеш ти да ја чуеш и не знам колку може да те боли курза ова, али морам некаде да го споделам ова, некаде да го кажам, а каде на друго место ако не тука, еве Кике брзо да стигне. Јас така. Играме побрзо. Сега ќе го снимам ова првин за да видиш какво ми е моментално по дома, моментално ми е хаос, празно и Не празно, само е не, хаос. да, само е хаос. Што, не дека е сега нешто посебно хаос, многу поише од тоа што е регуларно, заради тоа што ќе средуваме, ама да, пример, сега нема вакви кутии регуларно по дома. Имаме вакви секогаш. кутии регуларно, кутијата од телевизорот стоеше покрај каучот 2 години, неколку месеци горе таму. Поентата на ова реновирање е да не си дозволиме уште еднаш домот да не е до толку хаос, колку што знаел да ни биде во текот на цели овие изминати 5 години во станов. Сега ти кажам што све ќе биде реновирано, ова прво, да нема да стои тука и што денеска Кике заклучи ќе е многу жал заради тоа што Не е многу жал, дека преубав ми е станов и премногу убави мигови со све сме имале и се менува и малци имам така inner emotional поврзување со стварите, со домов, што премногу ми понудил, премногу време и љубов сум поминала во овој стан, премногу сум искусила во него и сега things are about to change, а we feel it. Се осеќаме дека е време за промена и треба да се деси и outside промената, не само интернали во нас, пошто интернали дојде, ама треба и околината да се аџастнеме на таа промена. И ми е нормално жал, као има малце така што нема веќе да биде така, ама знам дека ќе биде за подобро. и особено за да се дешаваат уште промени, пошто промените се добри, како кој да ти кажува дека ти овој се смени, добри се промените, како убаво е да се менуваш. Секогаш го кажувам ова, стварно тоа е природата на светот, природата на секое живо битие, на се што е живо треба да се менува. И све у светот се менува. Да, иначе на Кики е жал конкретно за ова, затоа што she just realized дека никогаш не пейнтала на масава и затоа денеска седна као да ја искуси, пошто уште тоа остана, што масава била маса за трапезарија, нели, затоа што е наменета. Била маса за пинг-понг, била маса за оваква слагалица, кревет за масажа. Кревет за масажа беше. Што друго била масава? И ми текнува се во моментов, ама многу има искусена масава. Онака простор за препање, роденденот кој ти го препавме, сите ствари ги редевме тука. Сум дека сите трапезариски Just маси space. се доста комон ствари се ова за трапезариски маси, освен пинг-понгот и масажата. Не, сигурно имаме Да. нешто. Да, сум се качувал, сум се снимал, тука сум се сликал, сум лежал, сум спиел, сум свашта сум правил. Да. Океј, basically седам на сите можни места и тоа беше еден од моите реквести. Кога се договаравме за шо као да реновираме и кажав на Адриана, таа ни е дизајнерката, викам сакам да можам да седам на било кој од местата што ќе ми го направиш. Али basically да, ова ќе биде да ти кажам што ќе биде или само да ти покажам? Зашто му кажеш? Да, управо си. Само ова сакав као дека тука ќе ставам шанк, као ќе ја тргам оваа врата која што е... Ме разбираш? Врата. Зашо ќе ја тргам? Затоа што сега ќе влезам у кујна, дење, значи апсолутно е дење надвор. Ме разбираш као Светол сончев ден. претемно ми е тука, ништо не гледам, као не можам, не можам да ја впијам сончевата енергија, Можам да дента. готвам у темница. Мислам да, можам секад светло да запалам, ама дека не. Тогаш бевме прилично деца и не знаевме точно што као да направиме и почнавме од негде, као направивме нешто. О, јас сум горда на нас. Да, ти преблагодарен за се што сме имале до сега и све што сме направиле, така да немам никакви регрец, пошто пак живеевме 5 години у ова и мило ми е што ги поминавме, си го земавме ова време за нас, за да дознаеме што точно сакаме и умеѓу време, еве. Ја дечки знаат што точно. Еве, овие знаат уште од старт што точно сакаат. Ова ни е новиот поглед од прозор. Мислам сега за се. Реновираме. И надворот да реновираме. Да ти ги покажам како сега изгледаат собите. Таа е нели една од собите која што ќе биде реновирана, така да нема ти открием све што ќе се дешава, ќе видиш после во видеото. Друга ствар е, пази, слушај. Ау!
Ова е неверојатно, еко, никад ова не било волку празно. Ова е шпајзот, што е моментално празна соба и уствари од секојаш бил празна соба, само што имало натрупани ствари као шпајз. Шпајзот ни е хаос, а и цениот стан. Исто најлошо што можел да се искористи овој простор. Ја, тогаш немавме пари да го направиме и бевме као окей, сега за сега вака ќе го користиме и некад ќе имаме пари и ќе го направиме и кога ќе имаме ќе го направиме убаво, ме разбираш. И еве му дојде времето конечно да те посакаме, да те посакаме како што заслужуваш. И да, сега живееме убава мрачнина. Кази сега, моето денешно дело. Цртежот што го нацртав денес. With a hidden. Јас не знам дека го поседуваме ова. Кој поседува ваква боја, не знам дека постои ова, што ти е, мислам, да, не дека не сум снимал спотови со вакви бои и такви ствари, ама као стварно не го очекував ти да го имаш овака. I'm thrilled. Ден се дадов, сакав да уживам во последниот ден на трапезариската маса во мир и да ги искористам 32 бои што ги купив. Барем еднаш. Да, пошто јеби га, нема да има више трапезариска маса, ќе има многу боле ствари, многу нови моменти ќе креираме. Полката што нема да има веќе трапезариската маса е тука, а радоста и возбудата за тоа што доаѓа е тука! И верувам дека ќе се радуваат, затоа што уште една соба, значи тоа ќе го реновираме, нели, шпајзот, таму трапезаријата кај што ни е и finally оваа соба која што сигурно до сега доста имаш гледано, тоа е работната соба која што веќе нема да се вика работна соба и конечно официјално Нема ќе веќе може да да го работиме. добие. Нема веќе да работиме. Даваме отказ. Конечно ќе може да го добие називот студио. Конечно ќе си направам свое студио дома, да си имам студио, пошто не дека немам студио кој што можам да го користам, али знаеш, друго е кога си имаш дома, кога си имаш барем основните работи кога си ги имаш дома да можеш да можам ја, не ти да можеш ти, ако можеш супер за тебе. Јас да можам да си креирам, пошто домот ми е стварно мој темпл, каде што стварно сакам најубаво да се осеќам и се осеќам секогаш најубаво и сакам да ми биде овозможено сето тоа, да можам да креирам, да можам да основните работи, да, моментално вака изгледа. Ова е целиот хаос у кој што моментално живеам и работам. Едва чекам да видиш како ќе биде. Мислам дека доволно ти сними под ова старо, доволно имаш гледано у други видеа нешто до сега како изгледало. Знаеш што се дешава. Ќе видиш целот процесот, ќе видиш како ќе испадне. Ја не знам уште како ќе испадне, пошто уште не е дојдено. Од утре почињаме со целото рушење на сите овие ствари, да живееме у хаос, да живееме у прашина, не дека не живееме у прашина, мислам. Ама уште Мислам, знаеш. close encounter со прашина. Иче последен ден ни е. Yep. Останав as we know it. И литерали цели 5 години точно живеем. Точно 5 години уствари, овој период се вселивме. Чуваше реновирањето. Така, сега е ноември, значи ние декември Првата недела од 2018, декември. така. Баш овој период се вселувавме установи после 5 години, фајнали му дојде време за да се освежи. Многу хајп имам во мене и само сам да ја земам камерава да го изборам ова да го кажам. И ќе видиш после што ќе се дешава и јас ќе видам. И Гига ќе види. Никој не знае, на сите ни е неизвестно. И едва и чекам да се дешаваат ствари. Пошто knowing us може во последен момент да досмениме нешто, пример, јас и мојата каснопалечка природа направи измени 5 до 12 на планот, така да knowing us, познавајќи ме мене, може и ќе биде нешто ново што и ние не го знаеме. А ќе кажеш што е промената или Не. не? Не. Тоа е изненадувањето. Чекај да измерам. За колку време ќе биде мекото? За 10. Сам ти ма. Осум и пол дена, ама пиши 10. Да, нека има. Од тоа нека има ние стано волку пренатрупан, Иван. Нека стои, ќе се најде. Иван да фрлимо. Не, ќе се најде. Ќе се најде, ќе стои у... Како се вика? Во рувото. Ќе стои во рувото додека не скапе и додека не треба да се направи чистка и тоа ќе се фрли. Све, така е тоа. Еднаш на 5 години чистка. Еве, дај да ветиме тука. Може? Не. Да, мора да ветиш. Мора да ветиш. Треба да бидам спремен за да ветувам ствари, не ветувам ништо кога знам дека не сум сигурен во Не нешто. реновирам ако не ветиш. Ќе сакам да се што. Што? Саш да Може да не ветиш, што договаравме 15 пати, дека мора да станеме поодговорни, да Не, го окей, ќе станем држуваме. одговорни, ама не можам да ветувам ствари ако не сум 100% сигурен. Значи не си 100% сигурен дека ќе бидеш одговорен за овој дом како што си одговорен за внатрешниот дом, твоето тело, ум и душа. Не, ќе бидам одговорен само. И па што е тоа што не кеш да го ветиш? Во што не си сигурен? Дека ќе правиме чистки и некои такви како се, не можам ја Одржуваме. бирото да фрлам или... Леле, има не бирото, ама ако 2 години на биро ти стои, не знам, чекай ќе ти најдам нешто, бате. Гарант ќе ти најдам некоја глупост. Кажи ми што ми стои 2 години, ајде. Тоа ти е изчистено, бате.
Ако 2 години ти стои чадорот за на плажа тука у Агол, да се запрашаш што правиш за животот. Сеш да кажеш дека јас сум крив што Грчка не ми го украли или што не сум го оставил така добродушно или што не сум го оставил за да си клемна место на плажа за утре дента да си го имам место, да ја ли сум крив што сум бил одговорен за чадорот да го вратам дома, затоа го имам чадорот. Пошто сум одговорен, таа е одговорноста што можам да ти ја ветам. Дека секи имаме, дека нема да изгубиме ствари. Што бара тука да е? Тебе само не ти смета. Иначе, пошто денеска ми е последен ден од пред да почнат да ми рушат све, морам да искористам собава пред да е факинг срушена за да снимам едно демо кое што ми треба за работа. За мене не е најдобра опција да снимам оваа соба со ехо, 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 ехо. Тоа што буша азбука за ехо. Ехо. И да искористам тоа што имам сега за сега, па здравје, кога ќе имам подобра соба, ќе имам и подобри песни, мислам, така ми кажуваат јаките продуценти, сега не знам. Конечно ќе ја реплейснам оваа wannabe акустика што поише ми е за изглед отколку за корисна, која што толку е пожутено ово од цигари, брат, што е зелено станато плавово. Али сега е многу полесен животот затоа што сега не пушам цигари и се надеваме дека новата акустика нема да ми пожути така. Иван ќе рапува добро. We making songs. Yes. We making songs. Зашто го земав ја? Не го ли земав ја за ова микрофонот, ја го земав уште пред некој време, уште пред да добијам идеја да правам песна за Фанта, за да пробам да направам разлика каков ќе биде звукот у собава пред да се направи студио, да видам разликата, па што. А ќе има дефинитивно. Е. Као на терен, светлана ке мене вперен, но кон нова се стремев. Одамна веќе него насам терето, така на тебе. Да ти да нешто може побитно, стварно фер, велам. Погледни у хоризонт. Еј, брат. Ало. Здраво. Здраво, живе. Добар ли? Добар сум. Ти? Ние возиме на така да сега товарахме. Кажи ми, сака, дали направите на още простор, почнемо да старамо што треба да ги стовариме, да ги донесеме? Да, мислам шпајзот е цел празен, буквално. Цел така што ако има место за све таму, можеме и све таму да стене. Одлично. Почнемо сме денеска реално 95% сте носиме. Океј, да, мислам, што и да, ќе сместиме, има место сега. Супер, така, кратек. Ами гледаме историите, си остават алати за утре. Бра, кој anxiety го осеќав минатата недела у пичку матер. И денеска така понеделнички сум окей, супер весел све. Викам, супер, не ми треба, ни треба денес, готово, викам, ништо не ми треба. Али да, така бе, пошто многу напорно ми беше минатата недела, кога сите работи, брат, одеднаш, и Фанта, и видеа дојдоа, стигнаа, свашта за... Не ми требаат пари, као пред минатата недела, ич работа нема. Само трошев пари, не заработувам, пак. Нали, ништо страшно, ама така кога ќе има, викам, мора да се форснам да изработам, пошто никој ништо не ми дава, никој ништо не ми ветува, викам. Да. Треба да напишем известување за... Ова. Може се прекида. Да. За бучавата, за да не мразат бучите, ама не такви маркери или свашта што Значи, имаш. да одлучиме во која боја, во лилјакова боја на ова, сакаш ли? Супав темен лилјаков маркер. Те ми ги сите. Ке нацртаме цвеќенца се убаво Не, пријатно да им нацртаме, направиме да кој не е сакаат што ќе реновираме, не да не мразат што ќе реновираме, разбираш. Не те разбирам, ќе го декорираме. Сите и тенки и дебели, имам много да сум мастери, тоа пробувам да Бојчки само имам тука. Да, томан, еве. Ќе малечки. Со флуоресцентните. Да. А? Еве ги. А флуоресцентните се жутите во колото. Или уживе се види. Истото го реков. Може сам да го и од сега ќе ги користиш во епизоди. Дали може да биде вака? Да. Реновираме у стан. Тој, без гајле, у пристојно време ќе се дешаваат бучните работи. Ако нас не налажат, до пред нова година сме готови. Фала, не разбирате. Може сега? Ќе црташ и емоджито. И емоджите. Ако нас не налажат до пред нова година сме готови. Јас да кажам, да не испадне после ја лажам. Да. Видиш кај, не лажам ја. Мене така, јас само пренесувам. Напишеш после второ липче. Извинете. Не излажале. Без гајле заборив да напишам. Кај траш немам без гај. Без гајле, у пристојно време ќе се дешаваат бучните работи.
Може да го додадеме некака така со ластовичка. Инако, ја мислам дека големото бучење само сега деновиве. Ова? Без разлика лифт користи на такви ствари. Без гајли, вот. Како? Аха, во облачење. Кога го продаваш само. Без гајле! Топ цена! Убаво ми е вака, не знам што се га стари. Свеќенце некоја тебе контрибуција. Ајде. Рачиња на реките. Лак се допира. Thank you. Се ми е страо дека ги умништвам. Ќе свеќен се ќе кам. Не уједеш на предно свеќе го знам. Утро е. Најодвратни се цвекињата. Како, зашто? Го видил колко е жуто, а колко дозгора му стави фаутлайн розев од после. Ја, цвеќиња се. Кој друг имал ваков лист? Знам, ама нов ме без турк. Тука викаш, ударно да стика. Остави само 4 ваши тепс вака, Да. ама подмисли селотеп за да држи поише. Може. Ке те скршам шо кинеш така А се со лоти. што се ножица ли да носам? Да. Колко не сме лепеле плакати у живото. Се гледа колку сме неискусни. Да, е малце винтидж вайб. Готово. Не можеш да им се љутиш на комшија кога ќе ти остаат вакви известувања. Стварно не можеш. Дај ти мене долу. Стори да почна, додека да ние покриеме све да заштитиме прашина и завршат. Ама, we have a fork. Јас тука и живеам. Си на гости. Не, јас сум ти на гости, вака сам. На На врат. кафе. На врат. Да влезам ли на едно кафе? Овели седи, да. Ајде, Кафе на не брзина. пијам, ама. На брзина, на. Тука сме безбедни. Никој не чевка во нашата тврдина. Може да се сеќаме дека дневната е недопрена, пошто не е реновираме дневната. Еве да, супер, нормално ние си седиме у дневно ми сторите си работа. Абе, да отвори прозор. Тука малце вака. Поздравувам, да. Момента кујна. Да, такви алуминиумски некои. Сега не знам како ќе прати слика. Не, други примени. Или ми е неверојатно колку е светла кујната. Никад не било волку светло. Сега ќе втемниме Не уживе. сакам. Ајде да не ја втемнувам, ајде вака не остане. Откажи таму. Откажи таму полици, све откажи. Но моментално се договараат за тоа буквално. Знали он нормално? Али сега ми било убаво вака да се пафтам низ мајстори во ѓубревото, во хаосот и све. Гужва да ја правиш само. Да, гужа да играем или молеринг, да нешто такви стvari, како да се пикам низ ваквите ствари, како што се покриени. Позади шкафови, како кога идеш позади шкафови? Кога идеш овамо? Кога? 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 Сега, денес, утре и толку една недела. Се надеваме дека една недела, 2 недели, да. Јас сум во другата соба. Ајде, оди во другата соба. Може попустици да отворят Владе, знаеш ли колко време ќе бидам се опрашај. ќе го редам. И од вибрации. Алтернативната кујна. У допунската екстензијата. Експанзија, кујна. Светната кујна. Секој би си рекол дека за експанзија е тоа за поише души, тоа само ја ќе бидам, ама нема врска, само ми се шири мене просто. Демонтажа. Ако се шири нашата душа, затоа имаме потреба да се прошири просторот. Ќе си одам од собата. Пак увеш во кути. Во куфе. Ми фалиш. Ќе се гледаме понекогаш пак. Да? Да, ова не е крај. Любов на далечина ќе имаме сега. Ќе збориме на Skype. Не на Discord. Кај. На Skype. Our forever Started under this sky. and ended. Тука on this го day. Не знам што треба пакам. Фала ти за овие 5 години во собава. 5 години со тебе се гледа во пакет. У собава. Фала ти на тебе што ме дружеше 5 години у собава. Много беше забавен, но сега е време да се селам. Зашто мора да плачам? Не знам. Не знам. Пошто
Но добре да окей. Било е убаво, знам дека и тоа ќе биде За убаво. убави работи гледаш или за тажни? Не разбирам. Тажно ти е или среќно ти е? Не знам. Само ме навра од спомени, емоции, од колку било убаво. И дека нема да биде исто пак, ама пак ќе биде поубаво кога пасам тука досам. Инаку на сите кога им кажуваме што ќе се дешава кога реновираме, од памет ги вадев и им влагав со ќе се селам. И прејаки реакции имаше, као сакав сечија реакција да ја видам кој ќе... Кај ќе се селиш? Кој ќе се селиш? Како тоа се... А Иван? Ти не се селиш? И кај се селам? У Трпезарија. Речници по англиски на гимназија. Твојата вистинска струка. Мојата оригинална струка. И тоа го се наполни куферот. Па речници. Чекај бе ги пришам гледащите, не туку ми ишла песна така. Ама да не ме слушаш. Ние не постојам. Калейдоскоп. Откако немам трепки, многу хубаво гледам изнад. Најс. Види го, све се гледа. Преако. Вау. Ја не знах на кај ќе отиде. О, сите, чекај се. Едно. Справно ти ги дадов сите Не, мрежи, ма, вака како што се на тоа каде? Еј, тука имам подпис. Од Леона. Happy birthday, ја чувам Во Надал. од Надал. А во Леона? Во Леона немам. Во Леона имам Леона. Имам биографија од моите хајсколи љубови. Леона и Надал. Да. Со нив сум израснала. Јас имам стрип супер тоша. Чекај, не ги знам. Рани куче да те ларе. Своја фескогаш мал бе, да бе. Имаше од Селин Дион. Да. Не знаеш дека имаш од кој ти е, од кај ти е? Од цел живот покој ми е другар. Од средна. Македонска фаца има. Да. Да. Многу е македонска. О, тука 2 книги има. А, да. О! Двата куфери нема да не соберат. Само вртам друг образ и добивам посилен шамар. Знаеш дека пак ќе доаѓаш па со Бога и све. И дека пак ќе бидеме заедно цело време. Минимално ќе се намали нашето одвоено. Ама ако не е дека него ни сакам, го сакам и јас, да се променям. Знаеш, Тешка сум за промени, само тоа е тоа. Тоа не значи дека ја не се радувам за тоа што доаѓа, тоа не значи дека јас не сум свесна дека пак ќе сме заедно само. па за да те прашам, плачеш од тага или од среќа? Не знам, не ми се дефинирам. Мислам, Не, од среќа не плачам дефинитивно. Дека се радувам за тоа што доаѓа, се радувам, али во моментов имам само носталгија. Имам болка од гледката. Што се осеќам дека сум можела некогаш да се понашам и подобро во оваа соба. Да го искористам тоа што го имам. Еден, два пошо. Ко со боењето некнина вчера на Трпезариска. Сум можела многу пати да бојам, а не сум бојала. Тоа што си можела Како? Тоа што си можела да направиш подобро што е тоа што не си направила. Па да бидам поопуштена на твоја присуство. Од една страна ја гледав сега као заедничка, ама и повише као твоја. Не се чувствував слободно да бидам целосно своја. И дефинитивно заради тоа се радувам што ќе добијам мој аголче во станот. Ама прои... Као одбрана ми се подчиниш. Ти го кажа така од старт. Да,
само пошто толку многу сакаше да бидеш исто собо со мене. Сада никад не доживав како своја. Јас валјда ја живеев повеќе како своја, ама валјда и јас никад не се опуштив целосно. Знам, и двајцата се устегававме и ти после само почна да се опушташ повеќе, што е убаво. Па и ти И ја валјда, не знам. екстерно или како да убаво, не знам, интерно или во душа многу доцна. И не секој. Ама, од друга страна е премногу убаво ми донало, пошто само што почнав да се опуштам, еден, а два и општо цели 5 години колку физичкото твое присуство било овде, знам дека сум од Пезарија, знам дека сме пак тука и знам дека цело време ќе сме заедно, само ова нема да биде веќе никад, ме разбираш, као ова е заклучуваме си одиме, само што не си одиме. Како тоа нема да биде веќе никад. Па, вака двајцата да седиме да работиме на две бира, кој што сме работеле, кој што сме геймале, кој што сме се заебавале, сме гледале видео еден кај друг, сме се дружеле, сме... На тој начин е, ќе отвори простор за нови. Says who? Yes. Зашто не биде пак вака? Кога да биде пак? Ти рече никад. Пак, конкретно ова, со овој изглед и со ова све, не. Свегаш ми не. Кажеш, може ќе забираме па за 5 години и ќе вакво исто ќе ја направиме. Добре. Вакво. Па знам дека нема, пошто не сме така Чувам типо, го не жито, го зели. зелено, Да. Ќе ги нарачаме такви зелени ќе нарече. преусмрдени, препребоени. Цигари ќе почнем да пушаме, знаеш пак. Сакаш? Сели не треба. Премногу емоции. Не мислиш дека мене ми е сеедно. И не мислам ништо, не знам тебе шо. Пошто ништо не ни покажуваш, нито покажуваш. Литерално ништо не правиш на темата. Освен што се спакува. Ништо друго не правиш. И апсолутно делуваш кога ти е поише. Ако треба да оценам на скала дали поише ти е седно или поише ти е нешто, дефинитивно би рекла поише седно, пошто ништо не покаже, ниту каже. Па не знам, сум спремен за промена и тоа е тоа. Мислам, ја нема ни да доживам толку промена, пошто Ти ќе ќе останам и во Солава и на истово место. Ајде ќе видиме дали нема да доживееш промена. Дали Не. моето физичко присуство нема ти. Не, за разлика од тебе, нема толкава промена. Ама јас не мислам на промената, јас само мислам на заминувањето од тука, пошто јас си одам, разбираш, ти остануваш и ти е се едно као. Тоест не, технички тебе треба да ти биде полошо по некоја таква аналогија, мислам, по некое правило, пошто ти остануваш во истото, јас одам, као на моите прилепи беше потешко, што мене ме немаше, мене ме шувало во Скопје, пошто нов свет имав и нови работи отварав, хоризонти отварав и доживував. Ма и твојо ќе биде ново, нема да биде истото до толку. Као нема екшели дупка од моето биро да гледаш празно, туку ќе биде нешто друго. Да. Пак ќе имаш промен, така да. Не е лошо, само има многу емоции и лесен начин ми е да ги исплачам аперентки. Како ми кажеш? Као, знаеш дека сум и свесна и желна, ја побарам да си одам. Е крајот на денот. Пошто јас знам дека е за подобро за мене. Овие 5 години многу ми значат. И не ми е лесно да се збогувам само така со нив. Се спакувам и да си заминам. Као не е ни дека се двоумам, да разбираш, не е дека си кам лелебе, да се вратам, да останам.
Не се не волам sada mi je. Ето. Kupče emocije što čekat da vi da isplaćem. Liješ. Знаеш, е најако. Што не ни знаеме дали ќе биде подобро. Ама стварно е единствен начин да го знаеме. Зашо мислиш дека не знам? Го осеќам. Тоа никад ништо не можеме да знаеме, тоа е јакото во живот. Тоа е интересно, не можеме да знаеме што ќе ни се деси. Како ќе влијаат одредени работи на нашите животи. И јас верувам дека тоа што сме били во иста соба играло голема, ако не најголема улога у тоа да сме волку споени сега. И тоа не знам дали е добро. Ама така е и I love it. Вајда. Сакам, убаво ми е што те сакам. Убаво ми е што те сакам волку многу. Не, јас мислам дека дефинитивно би убаво и апсолутно придонало да се сакаме волку многу. Ама животот е непредвидлив, нели? Се што станува на нас е да си го слушаме срцето и да ги правиме работите што ги осеќаме дека ние е време да ги правиме. Така да ова веќе мислам дека го сакавме и двајтата. Што си бевме многу комфортно. Сами се научивме да си бушиме по гормаши на купивме. Што не си бушиме сега сами. Со хилтата, оно. Јас се вам да испијам тука вечер. Но мојата бира ме наддуша, ако може да ставам наддуша. Тоа веќе нема да биде твоето биро. Ке биде? Ма губи фичерс така. Ке биде? Коските. Не, бирото е тврдо. Коските. Никад не сум легнала. Стварно. Ете. Тежи е доста повише кога имав на вака празна. Мислам дека пак ќе те издржиш. Да, ја не сум само здравки. Пичкуват. Прејако е чувството да реновираш. Само вака емоција да не те надвладаат, иначе супер. Добре, наки. Реднаки. Разбира се, бајле, кога ќе дојдат мајсторите. Уживај ќе те разбудат мајсторите. Ке.